Наместо да се префрла вината, секоја институција да си преземе одговорност и проблемот да го бара прво дома. Невладиниот сектор со децидни пораки по меѓународниот аларм дека сме корумпирана држава. Критиките од амбасадорите треба да се адресираат за да не гледаме повторно стратегии без никаков резултат. Очигледно е дека постои грижа кај партнерите од надвор за она што е постигнато во контекст на борбата против корупцијата. Ние ги имаме бројните институции веќе многу време. Комисијата постои веќе уште од 2005-2006 година и очигледно е дека се очекува многу посеопфатно да се бори државата со овој проблем од она што е во моментот случај. Од коалицијата Сите за правично судење проблем лоцираат и во тоа дека сите институции, како од извршната, така и од судската власт, си ја префрлаат топката едни на други. Ниту една институција не сака да превземе одговорност и што проблемите за корупција секогаш ги гледа како екстерни фактори кои што доаѓаат од надвор и неминовно влијаат врз нив. Менталитетот дека ние правиме секако што треба, меѓутоа имаме проблеми кои влијаат од надвор и на кои не можеме да влијаеме, е тоа што не спречува вистински да ги адресираме проблемите. Но наместо да бидат самокритични, судиите и обвинителите велат дека работеле. Советот на јавни обвинители најголемите надежи ги полага во обвинителството за организиран криминал и корупција и шефот Абази, од кого очекуваат да постапува по видливи индиции. Овде е работа на обвинителството, посебно обвинителството за организиран криминал и корупција. Ќе видиме резултатите сега како ќе почнат и кога ќе почнат да излегуваат, бидејќи тоа подолг процес не е процес веднаш дека можат да се видат резултатите. Меѓутоа треба да се започнат постапките и треба да се отворат предмети онаму каде што е очигледно, онаму каде што веќе има индиции. Судскиот совет најавува зголемена соработка за откривање на коруптивни судии. Неспорна е заложбата на Судскиот совет во наредниот период дека ќе превземе поригорозни мерки во насока на расчистување на таквите действија и онаму каде што има законска надлежност ќе постапува. Инаку, за само неколку дена прекори стигнаа од речиси сите стратешки партнери на Македонија, како од Европската унија, критики добивме и од Германија, а Соединетите Американски држави дури донесе свој тим да ја чешла корупцијата што ја направиле македонските функционери.